Образовниот систем продолжува да пропаѓа под власта на ВМРО-ДПМН. Секојдневно се покажува дека владата нема стратегија за развој на образованието. Доказ за тоа се десетици неуспешни проекти кои граѓаните ги чинеа многу, а нивните деца не добија ништо. Својата негрижа за образованието владата најдобро ја покажа кога со ребалансот скрати 11 милиони евра од буџетот на Министерството за образование. Сега, на само 10 дена пред почетокот на учебната година, се покажуваат резултатите од оваа поразителна политика. Училиштата се целосно блокирани. Општините не добиваат доволно пари од буџетот за да ги подмират сметките за струја, вода и парно. Голем број на училишта најавуваат дека оваа зима ќе поминат без греење. Дел од нив не се ни сигурни дали ќе имаат електрична енергија. Во исто време, владата безгрижно троши милиони евра државни пари за споменици, фасади и реклами. Тоа е најакутниот проблем, но има и други неуспеси на власта во образованието. Еден од највпечатливите примери е проектот Компјутер за секое дете. За ова комплетно фијаско беа потрошени 40 милиони евра народни пари, а уште од самиот почеток се појави обвинување за корупција. Набавените компјутери не стигнаа до секое дете. Денес, илјадници неотпакувани пакети стојат во подрумите на училиштата. Нема каде да се постават, нема електрична инсталација, едноставно нема основни услови. Онаму пак каде што беа поставени компјутерите, тие служат како играчка за учениците. Тендерите за учебниците се уште еден пример како власта го жртвува квалитетот во образованието поради ситни услуги и интереси. Нашите деца во последните години учат од книги со лоша изработка, во кои има апсурдни дефиниции и фактички грешки. Овие книги ги пишуваат непознати, но за власта подобни автори, а тендерите ги добиваат подобни издавачки куќи. Проектот за диспензирани студија е уште еден дебакл. Откако стана јасно дека студентите не сакаат да слушаат предавања во лоши услови, како например во градинки, општински и хотелски сали, владата започна да ги затвора диспензираните студии, повлекувајќи се од проектот за кој се потрошија многу пари. Набројувањето на владините промашувања во образованието нема крај. Огромен број училишта се притиснати од финансиски проблеми. Работат без соодветно греење, а децата користат стари и валкани тоалети, иако владата и премиерот на големо правеа кампањи за реновирање на санитарните јазли. Студентите ги чекаат стипендиите и по 6 месеци, а владата им должи на превозниците кои ги возат учениците. Затоа ја повикуваме владата да престане веќе еднаш да троши народни пари за споменици и реклами. Искористете ги средствата да решите барем дел од акутните проблеми во образованието. Ви благодарам за вниманието и повелете ако имате дополнителни прашања. Повелете. Зашо надвор од темата? Добро. Реномираната агенција Фич, не сум сигурен што кажа. Реномираната агенција Фич го кажала тоа. И видете, има многу реномирани агенции. Една од нив е реномираната агенција Брима, односно Галуп, која го испитува мислењето на граѓаните во Република Македонија и која покажа дека граѓаните во Република Македонија сметат дека економијата се наоѓа во најлоша ситуација споредена со неколку години претходно. Луѓето веруваат дека во иднина економијата нема да се подобри во оваа држава и секојдневно се притиснати од големите поскапувања и се притиснати од опаѓањето на стандардот и квалитетот на живот. Во едни такви услови мислам дека е апсурдно да се зборува дека во услови кога сиромаштијата во Република Македонија е над 32%, во услови кога невработеноста во Република Македонија е над 30%, во услови кога владата целосно ја промаши стапката на раст, на почетокот од годината зборуваше дека ќе имаме стапка на раст од 4,5%, а постои опасност Македонија да ја заврши годинава со рецесија, мислам дека е апсурдно да се зборува и да се тера пропаганда дека Македонија има една од најдобрите економии во регионот. Значи се работи, видете вака, ако споредувате две лоши работи, едната секогаш ќе биде подобра. Ме разбирате?
Но тоа не го менува едноставниот факт дека работите во Македонија одат во лоша насока, дека владата води лоши политики, дека луѓето не чувствуваат подобрување во нивните секојдневни економски услови. Не знам што е добро во една економија ако има секојдневни поскапувања на основните елементарните услови на живот. Значи секојдневно луѓето имаат поскапувања за храна, за трошоци за домување, за струја, за парно. Како може во едни такви услови на живење да зборуваме за добри економски параметри? Ја мислам дека оценките на граѓаните, кои и ставот на СДСМ е доста близок до оценките на граѓаните, покажуваат една поинаква слика и не се согласуваат дека економијата во Македонија се движи во добра насока и дека луѓето во Македонија добро живеат. СДСМ учествува како парламентарна партија во сите официјални делегации, кои што биле, така да не ви се податоците точни дека не бевме вклучени во прославата на Арама и дека не бевме вклучени во прославата на независноста, членови на СДСМ како дел од официјалните делегации беа присутни и се присутни и воиднина ќе бидат присутни на сите официјални прослави на државни настани. Мислам дека немаме доволно време и ќе треба потребна целосна нова пресконференција да се набројат сите побаравте информација за инвестиции што СДСМ ги прави, но ги има многу. Ја би спомнал само би ги издвоил капитален објект кој што обезбеди иднината и енергетската независност на Република Македонија, тоа е браната Козјак, која беше започната во времето на СДСМ, завршена и пуштена во времето на СДСМ, и доколку владата би водела поинаква енергетска политика и кога би била заинтересирана да ги искористи нашите домашни потенцијали и капацитети, а не да прави сметка на грбот на граѓаните, не би дозволила цената на струјата да галопира и да се зголемува во сегашните услови на лошо економско живење.